Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добар ден, сакам да ја почнам емисијата со еден класичен поздрав. Другари, другарки, браќа и сестри, дами и господа. Далеко од овие поздрави, бидејќи се уште сме во едно сосема поинакво време на живење, кај што не владе законот на свеста, на разумот, а пред се законот на Бога. Третото го спомнав, бидејќи тоа априори, оти навистина Господ и самиот се чуди по кој пат што е тоа што се случува в државата. Илјадници животи изгаснуваат секоја година на основна загаденост. Бевме и се уште до неодамна некоја недела, не бере држава од Индија или Пакистан, односно, град од Индија и Пакистан, каде што бевме на челна позиција, најзагаден град во светот, четврти во Европа. Дали некој бил да поен или се гордеат или се садомазохисти, кога умираат луѓе 4000, ве молам, 4000. Мене и еден човек е бесконечно. Внимавајте, години наназад, по 4000 тоа се илјадници македонци, породи државјанство, кои тука растеле, живееле и преку ноќ ги снемале. Контаминиран живот е работниот наслов, во интерес на времето, ќе го третирам со мојата почитувана соговорничка, пријателка, гостинка, Невена Георгиевска, екоактивист. Добро вечер и добро дојдете. Добро ве најдов. И фала за поканата. Мене ми е чест и многу ви благодарам. Ве земав од состанок и ми излеговте во предвид да учествуваме во ова емисија, која рековме ја посветивме за загаденоста, која е живот коси, каде е свеста на разумот, кој поднаслов во секој случај. Имајќи факт, кој фокус, што реков дека Скопје е еден најзагадените градови во светот, реков, владите и локалните власти во изминатите години не презема ништо, дека таа бројка од 4000 луѓе, македонски државјани, замина од овој свет. Зошто? Кој профитира? Само уште да најдам на разбирање. Реков и си дадов збор. Политичкиот амбиент кој доби од вас 600.000 гласа, се уште, не дека е млада неваста, те е 6 месеци, не може нешто се направи, што некој со децени тоа го уништи. Но се труди нешто да направи, да очекуваме тоа во наредниот период, и така и тие ќе бидат, тие се под окуларот и филтерот и на нас од Гласот на народот. Госпоđo Георгиевска, зошто? Кој профитира? Дали народот свесно се труе? Не знам колку свесно се труе, затоа зашто мислам дека многу од нив не се ни свесни за проблемов. Дел од нив може се свесни, едноставно идат на таа карта дека проблемот не се решава преку ноќ. И тоа е некој вид изговор да не идеме со наков интензитет колку што треба, за да имаме одредени подобрувања кои би биле видливи, да речеме, за година, 2, 3, да се движиме во добра насока. Значи, кај нас се прават одредени, да речеме, процеси, насоки, меѓутоа, сето тоа е минорно, малку, колку да се рече нешто се прави, и резултатите ние, како што правивме анализа, има подобрување во однос на намалувањето на загадувањето, меѓутоа, се уште е многу големо и се уште сме многу далеко од тие посакувани вредности. А исто да спомнам дека и Европската унија ги намалија границите. Значи имаме рок уште неколку години да дојдеме до граници кои се многу помали од оние што се сега, што ги имаме како гранични вредности, под кои може да се смета дека имаме квалитетен чист воздух.
Значи, ние не успеваме ни оние што се сега поставени граници да имаме повеќе денови со чист воздух, буквално дали само 2 места кај што имало мерна станица во текот на годината има по неколку дена што се чист воздух во според тие критериуми. Колку се точни тие критериуми? Се земаат вредностите од државните мерни станици, се со оглед на тоа што голем дел од нив и одреден дел од годините, периоди, например, Битол имало поголеми периоди каде што не работеле мерните станици, тоа е значи заради недостаток на некои делови. Свесно или несвесно? Со оглед на тоа што, да речеме, ние исто реагираме секогаш кога се планира буџетот. Многу малку средства се издвојуваат во буџетите за животна средина и посебно и за аерозагадувањето. Значи, секогаш треба да имаме доволно средства за да може да реагираме, да имаме резервни делови, инспектори на терен, возила кога можат да реагираат, за да може да се спречат овие работи. Не се вложува во тоа, значи и во ресурси и во капацитети, така да сето тоа она што ни се случува сега, може да се каже и до негде е свесно, затоа зашто не ги преземаме потребните мерки. Да. Обично во светот, каде што сум гостувал како новинар и како известувач на конференции од едно глобално ниво, главните теми знаете кои се? Борба против корупција, здравство и environment. Значи, корупцијата, здравството и животната средина. Таму нема некоја друга споровозна тема. Овдека обратно. Меѓусебни пропукувања, вадење очи, джигери, јадење и така натаму. На што се слуди? Затоа реков вториот наслов е загаденоста која живот коси, каде е свестен и разумот. Каде е свестен и разумот? Не таму каде што треба изгледа. На правите места. Последниве години и народот е свесен и многу повеќе реагира во однос на загадувањето. Да речеме, отколку пред 10 години, веќе сите сме свесни што значи за здравјето токсичниот воздух. Веќе луѓето ги фаќа паника кога ќе видат колку е загадено, значи бараат мерки, бараат реакција, меѓутоа ќе се излезе со некои мерки, со некој наратив дека не се решава проблемот преку ноќ, дека ќе, последното беше дека има владата програма и во ретен, мислам, тоа што има програма, ние разговаравме и во однос на тоа што имавме забелешки бидејќи не се одвоени средства, меѓутоа кажаа дека тие средства ќе бидат од други програми, постанува да видиме како ќе ги реализираат. Ни кажа исто дека ќе бидат има точна програма со подчекори што како ќе биде и тоа што го барав мисто дека кога има такви програми, значи мора да се стави точно што очекуваме за одреден временски период. Да. Кои се квантитативните мерила врз основа на тоа што ќе се утврди дали се движиме во добра насока или треба нешто да коригираме. Така да останува период, меѓутоа сега денеска е веќе убаво време, доаѓа пролет, луѓево и тие што треба да работат, некако темава се запоставува и пролет и летниве месеци, иако и летно време има загадувања. Што тоа што е од ден за ден, од за утре се живе, од ден за утре? Заборава дека сепат зад завесата на тој црнчад. Значи, дем не е смртта. Некојаш збориме со пријатели како може да не се нервираат за некои работи. Едноставно луѓето се заштитуваат, може така, живеат у некој балон, дека тоа е далеку, дека едноставно не сакат ни да слушнат додека не ги погоди некоја лична трагедија. Дури тогаш почнуваат да бидат свесни каква храна јадеме, што дишиме, како да се заштитиме, колку да се трудиме да се заштитиме во однос на воздухов, со прочистувачи дома да седиме, пак не може да се изолираме од она излагање надвор и дишење на тој воздух, колку и да ставаме маски. Друга работа е, децата ни се во школа, немаат сите прочистувачи. Храната што ја јадеме исто така, колку е контролирано од кои подрачји, тие подрачји како се загадени. Значи, не е само воздухот, ние имаме и загадена почва. Имаме 16 црни точки, така наречени, што треба да се санираат. Меѓутоа, со годиниве на некои се работи, на некои
почнате процесот, па застанат, барав мистот од Министерството, мислам тоа беше веќе минатата влада, да ги постават на веб страната сите овие процеси до кај се и која е динамиката со кој се одвиваат за чистење на тие 16 еколошки жаришта. Значи има кај Лојане рудник кај што е у близина на школа. Кои се главните загадувачи? Индустријата, грејењето и собрањето. Значи ние според податоците кои ги имаме, и можеме да ги детектираме, зашто да не? Според податоците, значи ние се водиме од тие што постојат студии што ни се достапни. Различно е во зимските периоди, покажува, да речеме, за Скопје и за некои поголеми градови, дека тоа се загревањето сега на домовите, меѓутоа може да има и некои индустрии и други капацитети што се греат на биомаса. Тоа е, да речем, во летниот период, па собрајкајот исто така има висока процент во загадувањето. Индустријата има и зимно и летно време. Потоа исто летно време загадување има и од урбанизмот, од онаа прашина што при градење што се распространува и со тоа се зголемува концентрација на PM частичките. Така да во тоа дека само еден извор имаме на загадување и дека ние сега кој ќе го откриеме ќе се спасиме, не треба да се лажеме. Ние имаме повеќе извори. И без разлика кој повеќе или помалку загадува, ние треба паралелно да влијаеме на сите 3-4, затоа зашто и да го санираме едниот, и домаќинствата, сите да ги префрлиме, ние повторно ќе имаме загадување кое не е нема да биде толку високо можда, меѓутоа пак ќе биде на таа граница и тоа е пак опасно по живот. Исто така не спомнав, значи горењето на отпад на отворено исто така е голем проблем и постојано се случува. Значи поготово период кога е убаво времето, есен и пролет, го имаме тоа горење на стрништа што никако не може и на народов наш да му се докаже дека првенствено не е добро за животната средина, меѓутоа и за почвата која ја обработуваат, тие се научени дека така било од старо и не може да им се докаже дека со тоа уништуваат и работи што им се потребни за почвата после тоа да може да обработуваат. Има казни за тоа, меѓутоа Какви се тие казни? Тоа се некои минорни, символични. Зошто таа казна на политика? Едно време политика? и ги намалија казните. Да. Значи, едно време и ги намалија казните и се пофалија со тоа. Мислам, работата е што прво нема. Како се ги намалија? Значи, ги окуражија луѓето кои свесно ги уништуваат и природата и здравјето? Значи, прво, немаме доволен капацитет, таму кај што имаат не знам, неагилност или не знам што не се излага на терен да се спречат овие појави. Таму кај што се излага имаме проблем што некогаш инспекторите се под физичка закана, не можат да реагираат ако не дојде полиција. А сите тие дејства што се случуваат се исто казниви со закон. Значи полицијата треба и без разлика на инспекторите на некои места да делува. Инспекторите треба да бидат на терен да ги проверуваат овие капацитети, значи што имаат дозволи, или уредби како ги викаат за додека не ја добијат таа дозвола, тоа се поголемите капацитети, и овие помалите капацитети што имаат без дозволи треба да ги контролираат локалните власти, значи општините значи се тоа поголемите стопански да речеме кај нас Дрисла е А категорија, со се уште нема, мислам, ни дека дозвола, се уште ги исполнува условите за да биде целосно подат дозвола. Малите капацитети што се исто законски што имаат добиено, на некој начин ги контролираат во насока на тоа ќе проверат дали имаат документи, има и правилник како да одредат дали загадуваат или не, меѓутоа кој ќе има вакви некои, да речеме, притисок од народот, ќе излезат на терен, ќе речат направивме и толку водневни инспекции, ке дел најдовме пропусти, им дадовме рок, должни се инспекторите да им дадат рок во кој можат да се договорат и кога се случува казна, значи должни се да се, како се вика тоа, да се договорат, па после се иде на суд. Па од кој ќе дојде, ако дојде на суд, мислам и тоа е пак казната за големи загадувачи, таа казна е минорна.
во однос на Символично. да. Штетите што Да. ќе се. Одимо вториот сет на прашање, тоа е увозот на отпад и дали сме депонија на Европа. Македонија увезува сомнителен отпад кој се гори во индустријски капацитети. Што содржи во отпад? Што ме сомнителен, сигурно нешто што не е добро и што треба да се испита. Меѓутоа сите овие информации треба да се испитат од надлежните институции. Значи секогаш кога има вакви дојави, не треба да се занемаруваат, него треба стварно да се оди по насока на тоа како е внесено, што е внесено. Во главном, кога идат со дозволи за внесување, треба да се следи каде се отидени, да се провери таму каде што тој отпад би требало да се рециклира, да се обработи и да се види дали навистина е според тие елаборати и дали навистина загадува, да се измери. Меѓутоа, проблемот е што многу работи влегуваат у земјава што не се дефинирани како тоа што пишува. Имавме случај со цистерните каде што беа за гориво. На РКФ беше на овој Карпушевски и еве ништо не се случи. Дали има некој казнет или не, Хрватска ги откри, па имаше афера Што кај нас. стана со тоа со Ланден, што беше Додохис? Тоа еден дел се отстранува. Таа малата, мислам дека скоро све што беше се отстрани, меѓутоа е страшно што имаме уште на две места, едната е голема. Каде? Исто во Охрис, сега помалата е чиста и има кај Паленица, тоа местото кај црквата, таму исто на наша иницијатива беше да се испита. Тоа е горе Драчево. Да, таму кај што ги носеа и децата на екскурзии со време, излезе дека има многу повеќе него што мислеле дека има. Така да ќе треба и средства и процесот беше на чистење неколку години. Мислам неколку години од кога почна, а подготовките трае исто, уште многу години, значи. А јадеме овоше зеленчукот, тој дел на Скопје. Да, не знаеме, мислиме дека ако јадеме зеленчук и овеше сме здрави, а во суштина пак внесуваме. Дали ова е причината што луѓето се почесто добиваат малигни заболувања? Во тие проценти на смртност, значи се израчунаат и токму овие фактори што загадувањето, значи тие частичките во себе содржат од она што е испитано најканцерогени субстанции и сите тие влијаат врз здравјето на луѓето. Докажано е некои од тие како влијаат, меѓутоа и самата големина на частичките, конкретно помалите 2.5 што се мерат кај нас, има и 0,1 што се мерат. Значи, тие се можат да влезат дури во клетките преку крвните садови и директно го загрозуваат животот на и здравјето на луѓето. Значи, уште една работа спомнам, ние мериме неколку загадувачки материи, мислам овие честички, полутанти, ПМ, П2, озон, сулфур на некои мерни станици, некои сите не ги имаме сите, меѓутоа ни се мерат многу работи како тие што се, она што го сеќаме дека мириса, а станиците покажуваат дека нема загадување. Како може тоа? Тоа се на пример кога се испуштаат одредени гасови, може нивниот на тие честички и големината е помало од 2.5, меѓутоа таму има најтоксични субстанции, ги викаат фурани, диоксиди, сите оние што се многу канцерогени и влијат во насока на тоа да се добиваат малигни заболувања. Реков бројката е застрашувачка, што јас верувам дека е поголема. 4000 души да годишно заминат. Тоа е навистина. Тоа е само смртни случаи. Каде се болестите поврзани? Некои од тие смртни случаи се поврзани со болести. Меѓутоа, исто има влијание и во предвремени пораѓаи, во неплодност. Значи, многу малку се збори за проблемот, меѓутоа, мислам дека и неплодноста или подолго време чекање на пород исто па има резултат. Колку што беше Велес со топилницата? Да, таму веќе има и раѓање со деформитети и такви. Мислам дека во последните години малку се збори за тоа дека имаме изголемување во оваа насока. Потоа децата, тоа е податок што го кажале и доктори, децата во Скопје имаат помал капацитет на белодробните крила. Значи ние фактички уште
уште од најрано детство и оние неродените ги казнуваме со тоа што сме одлучиле да живееме тука. Но што се овој садомазохизам, едноставно, како да го наречам, да немате чувство кон собственото дете, кон пациентот? Не знам како да кажам. Од една страна викаме дека народот некако се освести, меѓутоа од друга страна сите го бараат виновникот у некој друг или сите треба да бидеме свесни. Значи секој да почне од себе, меѓутоа пример да дадат оние што сме ги избрале, тие треба да водат и да покажат како треба да се заштитиме и ние, меѓутоа да ги заштитат и оние што не се свесни или луѓе што едноставно се борат со социјални проблеми, не размислуваат дали каков е воздухот, да речеме. Ја би ги спомнала тука и оние најранливи категорија што горат, обично се од ромска популација, што горат гуми надвор. Отворено. Да, и кога ќе ги фатиш и му објаснуваш зошто го правиш ова, тетке за лепче. Ама викам ти, сваќаш ли дека колку пари ќе отидат и на твоите за лекови за вакви работи? Едноставно тие работи треба да... А зашто ги горат па за лепче? Затоа зашто многу поевтино им поисплатливо е да земат да изгорат и да однесат бакарна жица, отколку не знам колку килограми треба да соберат пластика, а тоа што собираат пластиката е многу корисна работа. Мислам, прават една работа што ние како држава не ја цениме, место некако да ги ставиме во системот. Како со бакарните жици А со бакарните жици јас сметам дека треба тоа отпадите кои ги откупуваат да бидат казнети. Значи зашто оставаат свесно ги ставаат во опасност? Ги оставаат да некој друг да се труе да им донесат готов, на некој начин готов производ, кога тие можат да обезбедат и машини каде што тоа ќе се издроби на... Имаше луѓе кои откупува шахти, верувате ли, почитувани шахти. Ама се забрани со закони, тогаш прекинува. Од гусо, што е? Да. И колку улици остана без шахти. Значи, опасност на луѓето настрадале, почина, само ради такви медиокритети, баш токму така ќе ги наречем, кои отворија фантом отпади и така натаму, нема казненост. Да, нема првим детектирање на вистинските проблеми, и кога ќе се најдат, мислам некои кои ќе излезат, кои ќе ги откријат, после тие случаи се губат во лавиринтиве на нашево судство. Вие сте една од големите поборници и активисти кои навистина не важите само екс моменте, значи во континуитет. Се сеќам гласноговорници силни и бевте и во времето кога тој талентираниот градоначалник што растори све живо и диво, народна забелешка Петар Шлегов, кој видов дека сведоци сме што запна и по тоа белодробно крило што го имаме белодробие во Скопје, тоа е водно за гасоводот. До каде работат? Има ли некоја финале обвинување за сето она што го стори, ја уништи најубавиот дел единственото белодробие, да речам, на Скопје, на Македонија се збор, водно? Значи, огромни површини на дрва се исекоа, ние се уште немаме гасовод, не знам колку више години помина од тогаш. Ветија и дадоа пари за да се обнови тој шумски фонд, меѓутоа не знаеме каде отидоа, тие не се за наводно. Колку расте еден бор, колку години треба? 40 години за тие. Пораснат тие да дојдат у таа ситуација. Меѓутоа, тогаш кога зборевме дека е потребно да се направи анализа колку е исплатлива таа траса, дека фактички од колку што имавме информација од 4 студии што викале дека треба да иде околу обиколницата по низиски терен, тие тврдеа дека на тој начин ќе треба да се плаќаат експроприации, ќе се одоговлечи процесот, а вака за 3 месеци ќе имаме гасовод. И никој не сноси одговорност зашто гасоводот не е донесен, зашто се направени тие пропусти. Може да направат уште една анализа, наместо на како викаат прво 5 пати крој па сечи. Значи, оние испосекоа шумата, гасовод немаме и никој не одговара за тоа. Засетат некој баш. И сега имаме, да ви кажам, горе на водно, значи страшно е кога ќе се оди, беше убава планинарска патека, јас тоа не можам да го гледам. Значи, кога ќе отидам горе, требаше 25 метри да биде, значи имате автопат еден огромен, каде што си се возат и коли, некогаш од Сопиште доаѓаат, направија, буквално ја изораа планината, ја уништија, ни секоја дрва. Најголемо казниво дело. И никој не одговара. Ама еве, не го донесоа гасоводот. Дали некој ќе одговара за тоа? Никој.
Еве, јас сакам да... А пари се потрошени. Да, господинот Меджити, јас верувам дека сте во тој ресорен министерски корпус. Еве, ова се допредни гласови, ова се информации, ова се суштински работи кои морате и требате да бидете вие поагилни како министер за екологија, бидејќи господин Мицковски не може каде што побрзо тоа да го постигне. Еве, денеска е во Унгарија, оствари средба, веднаш злите јазици, веднаш осудуваат. Овдека е малце парадоксално се ова што се случува во нашата држава. Значи, имаме политика од денес за утре, немаме казнивост и немаме многу работи во тоа министерство. Значи, тоа што зборевме пред емисијата, сите оние дозволи за обработка минерали, сите тие се добиваат со дозвола на Министерство за животна средина. Конкретно и во урбанизмов, ова све што ни се случува, Министерството цело време има една проформа, се вика, ја направија проформа, значи стратегиска оценка за влијание врз животната средина, кога се прави еден урбанистички план, треба да се види како ќе влие врз животната средина. И секогаш општините викаат, ние не мора да го правиме тоа, го има ГУПот, и носат одлука до Министерството, и некој Министерството тоа го подпишува дека така е. Има и презиме тој што Има и презиме, значи све ова што ни се случува во Скопје, и секогаш има име и презиме и подпис одредена личност на одредена функција која е платена од народни пари. И се уништува тоа што е народно. И секогаш, кога треба да се докажува, да се докажуваат работите, се префрла надлежноста, меѓутоа, ако се иде по тоа кои се документации, дали тие документи биле добиени како што треба или не, има одговорни луѓе. И што е најстрашно, обично не се случува тоа, или ако се најде одговорност кај некого, може некој што бил не под присила, него од страв за работно место да подпише нешто што не би требало. Има ли шанса да стаи крај на тоа? Да, се одговорни луѓе. Значи, со стратегија, ние немаме се, тоа го, исто и млади правници го нотира, дека ние немаме се уште актуелна национална стратегија, изминати им се роковите, за справување со аерозагадувањето и со загадувањето. Ние како народ треба да имаме, да го ставиме на таква стратешка програма, значи во која насока ние ќе се движиме. И ако сакаме, мислам, ако сме вистински патриоти и си ја сакаме државата, ние треба да си го заштитиме населението во таа држава. Рекоме дека сепак системот, поради лошиот систем, бегаат луѓето, напушта државата. Имаме неквалификуван, недозреан кадар во сите сегменти и порави на животот, вклучувајќи го во здравствениот корпус, каде што умираат катодневно луѓе поради канцерогените частички, и тоа, рековме, таа бројка е само символика, фактор 2, фактор 3 е секој ќе кажам, тоа е само бројка која е ставена проформа, се согласувате со мен. А од друга ситуација видовме дека нема грижа кај здравствениот потенцијал во кој не ги помагаат, не ги спасуваат тие луѓе. Еве слушавме со онкологија, стигна вчера, јас ја најавив и ја имав информација пред 10 дена од Словенија. Значи, дојде информација што е тоа што се случи на онкологија. Видовте дека у Хром, населба Хром, па да, некој изводи на една скопска телевизија, дури во една населба Хром прават прегледи на повторно болни од онкологија, од онколошки болести. Значи, докаде граничи неразумот на овие луѓе, имајќи факта и да рекоме дека збориме на нездрава средина, загадена, резултира со канцер. Докаде, госпоđo Невена, имате и многу силно име и презиме кое кореспондира со една македонска народна хероин Невена Георгиева Дуња. Дали ви е нешто родни? Не. Меѓутоа, сепак се борите за македонската вистина, македонската кауза. Значи, штом сум тука во земјава, првенствено се борам, така и почна активизмот за здравјето на моите деца. И за сите оние други деца, нормално не можете да бидете имуни на се она што се случува со околината, и некако така се насочуваш на еден проблем, после ми излегува сето тоа поврзано. Тоа што го кажавте за
не би се сложила дека здравствените работници, значи не само кај здравствените работници, на сите места во институциите ние имаме луѓе кои се дојдени таму по некој не ради квалитет, него по некои други Кажете отворено, партиски заслуги. Па дали партиски, дали со корупција, дали не знам на кој начин. Љубавни триаголни. Да, и такви има за жал. И дури овие што се професионалци што работат, треба да работат и за нив и да ги покриваат и нивните грешки. И на луѓето, на оние што се добри, некогаш им доаѓа и преку глава, па си одат во таму каде што се ценет или надвор од државата или во приватни установи и останува кој има пари ќе се лечи и ќе бара начин како Дали тоа подобро не да може да се разволиш, да бегаш од Македонија во секој случај, отколку да останеш во Има рац. и кај нас, мислам, морам да кажам дека има и кај нас стручни лица. Меѓутоа не се на вистинско место. Има и на вистинско место, меѓутоа еве што се случи по аферата на онкологија. Сега се еден доктор, мислам дека не работи више, еден отиде, зборам за еден сектор, отиде од клиниката и сега, ако 5 доктори се справувале со 1000 пациенти, сега тројца се. И сега немаат ни они време да ти посветат внимание и за болеста и за да можат да направат убав преглед. Јас искрено ќе ви кажам, јас го посетувам тој институт и јас сум задоволен од мојот доктор. Но ви благодарам, спомнавте за децата и здравјето. И јас ќе го кажам, веруете ми. Сите овие години се грижам за вашето здравје, за вашите деца. И тие деца што се убиени 2001 и на Вејце. Да, бев сведок, дури кај Карло Дел Понте бев. Да се карам со Карло Дел Понте за Вејце што се случи и бе масакриран. Имате разбирање кон мене. Зошто ми го масакрира мојот син? Токму спомна госпоѓата, има политички аспект. Најмалку се даде грижа за пациент кој не беше болен. Пациент кој најмалку бил одговорен и заслужил да биде ставен на распече и да страда. Мојот син Ѓорги, значи на 27 и 28 јануари беше ставен во канџите на злосторниците кои сакале мене да ме уништат, убивајќи го мојот син. Едноставно ќе ви кажам. Значи, мојот син беше ставен, предозиран со терапија која не соодветствува. Мојот син Ѓорги до 7 часот, прво дента го несоа на компјутерска томографија, без ние да знаеме кои родители, на хирургија. Па околу 18 часот ми се јавува докторка Марија Попова, вели дајте ми, најдите ми некој толкувач на радиолошкиот наод. Возбуден сум и во солзи ги кријаме и ги зборам ова. Како можете, викам, Господјо, ова ја да обарате од мене и каде мојот син? Успев најдов, господинот Врчаковски ми ја врчита, мозокот му беше на Ѓорги, се окей. Значи, тоа беше 19 часот. Дали тоа не им одговараше што Ѓорги беше со здрав мозок, немаше крварење? Му ја дадоа терапијата, почи се јави доктор од друга болница, кај што Ѓорги беше директор на маркетинг, и почна Ѓорги да ми плаче во 19:40. Тато се ме боли, грб, нозе се треса, а беше се окей. 21, последен разговор со својата сопруга. Меѓутоа предозиран со терапија која не соодветствува и го држи доти известна Невена Ридева, која била вработена од Венко Филипче 2018. Замислите, ниту професор, ниту доцент, а не се јавува ни професор доктор Сонја Ставрич, за која имаше ургенција дека треба за овој пациент да се грижи. Ја ги сакам, ги почитам сите пациенти. Нас не пуштиле. Нам не ни одобриле да бидеме со пациентот, кој никош не бил во болница. Конечно, известна Невенка Ридева од Ковадарци, доаѓа синот мој со сатурација од 65. Замислите, отворите Google, што е 65, откажуваат белите дробови, откажува сите органи и веќе мозокот почна да крвари. Од 10:30 Ѓорги се губи, нема трага од него, се јава во еден на неговата сопруга, дојдете да се простите од мажот. Ви се молам, лекар, која се заколна на Хипократовата заклетва. И ние одиме околу 1:15-20, ја го викна специјално господинот Јордан, татко беше Јордан, Сашко Јовев. Не знаеле дека ќе дедам со професор доктор. Пред мои очи и вели, зашто не си го интубирала?
Па што ќе го интубирам и така ќе умре? Невена ридела пред мои очи. 65 сатурација. Тоа се случува во 2 сатот после подноќ. Значи не го транспортира мојот син и дојде до крварење на мозокот, на хематологија. Прашувам каде е Сонја Ставрич, каде е Марија Попова, кои беа доктори. Значи таа вечер само таа господица или господја, не знам, пријателка на Венко Филипче, била дежурна. Ниту е доктор, ниту е доцент. Со 35 фрагилни пациенти и една млада болничарка. Мораше синот да го носиме јас и Сашо Јоев како партизаните на Неретва со носила до долу, па импровизирани носили на клинички центар ургентен. И конечно, истата докторка на мојата сопруга, мајката на Ѓорги, вели, што викате? Зар не очекувате кога ќе ви умре вашиот син? Ви се молам, луѓе, ова изјава давам лично, апропо што господјата и блогером потигна колку се грижат за пациентите. Барам одговорност, почитувани. Барам одговорност, министре, од вас, да ова изјава што јас ви ја дадов 2 пати, да ја спроведете. Комисијата да не спие. Ова е втор случај, како починува пациент. Едниот беше на 19 август, исто така не беше транспортиран до Карел и почина господјата. Вториот случај, мојот син, кој беше здрав, не може за 2 дена, мојот син немаше никаква диагноза. Ве молам, институции на системот, ве молам обвинителство, влезете, испитајте го случај, вака не оставам. Ве молам да најдам на разбирање, ова е класично убиство. Простете, јас се извинувам, потекнат бев и мораше да го кажам. Дали ние можеме вака да функционираме? Загадуваме почва, загадуваме воздух. Умират по 4000 годишно. Каде води се тоа? Значи, треба системот да профункционира. Кога? Еве да, јас реков значи, дека на немаме време за господинот чекање, Мицковски треба му дадов бланко поддршка и се уште ќе го поддржам, имајќи вак дека човекот е опкружен со ѓаволи, со еден збор, простите. Нема луѓе. Тешко е да се, предпоставам, тешко е да се најдеш во такви ситуации, меѓутоа треба да знаат они што се случувало, знаат во каква ситуација дојдоа и треба да се реагира, што поскоро, затоа зашто ние Кога рековте кога? Значи немаме ние време за чекање. Немаме време за чекаме сега нови да се прават планови, па ако не дадат резултат. Еве 7 пута 4000, така, тоа се 28.000 луѓе изумреа во времето со СДСМ ДОИ. Да не речем порано. 28.000 луѓе, тоа еден град, исчезна. И нема казнена одговорност. И натаму убиваат луѓе. Искрено и претходно не беше ништо не велам дека се цвечиња, меѓутоа и другите има да одговарат. Еве сега другава власт, нека најде начин, нека ги казни сите што не работеле тоа што требало. Исто, јас ги повикувам. Јас ја повикам ова власт веднаш да стапи со сите инструменти што им ги дава системот. Еве почнувавме, го спомнавте водно. Ете им конкретен случај. Еве водно, јас намерно го спомнав водно. Еве јас се прашувам, не гледам што се случи со оној отпадот што се најде во Ѓорче од топени акумулатори. Што е опасно и тоа што е. Значи у Карпош сите го сеќавме тој мирис. Па у Портал Вајеш живеам. Никош не можев да отворам прозор. Блиску сме, да, така да има многу случаи, не многу, малку во однос на тоа што се случува, што излегле пред јавноста и не им посакам на гледачите да одат во Институтот за онкологија. Тоа е тешко, верувајте ми. Знам. Тоа е хорор, ја ви кажам, јас одам. Еве задну треба одам на контрола. Меѓутоа, апропо се ова што зборам, ова не се поднесува повеќе. И таму и онкологија, и детските клиники пулмологија, и јас сум била и во Козле, и на пулмологија исто. Зимските месеци. Зошто не убиваат младоста, младината и луѓето, зошто не ги убиваат? За некоја алчност. Со оглед дека наистина влагаме во финалето од 5 минути имаме да заокружиме вечерашната тема, рековме дека сме ексклузивна држава која увезува. Имаме дојава на информација дека од Косово се внесува некој сомнителен отпад. И тоа години назад. И тука дајте ми само еден одговор,
И дајте ми одговор за тие минерали што ги копаат, цели планини и рушат. И со една политичка партија, дали е Курто или Мурто, се на иста провиднијанција, ги зимат на 50 години концесија. Ваши се минутите, поверете. Значи, мене ми е жално кога ќе видам, поготово во Западна Македонија, што се случува со одредени цели ридови што беа под шума, сега исчезнуваат. Шумите ни се сечат, исто никој не е одговорен. Ни си изгореа огромен број на шуми, исто знаеме што е проблемот, дека тие се откупуваат по ефтини пари, не се носи некој закон да се спречи со тоа. Значи, што треба да направи? Треба таму каде што е проблемот, веднаш да се реагира. А ако палењето на шумите поради продажба, тогаш треба да се забрани користење на такво дрво. Значи, за секој проблем има решение. Меѓутоа, ако тие што се на власт или не на власт или не во институциите одговорни, не го знаат проблемот, имаме ние сепак стручни луѓе. Дали се во држава или надвор, треба да се направи како да кажам, најпаметните, најспособните знаењето да го искористат за доброто на сите. Ти благодарам многу што беше мој соговорник во ова наистина тешко време, но еве, упативме доста пораки. Еве, начинавме една многу интересна тема, тоа беше зошто не се грижат за пациентите, зошто ги умираат. И е водно, не сме да се заборави нашето белодробје, некој го уништи сега, мирно си спие. Да сте ми живи здрави, тоа е гласот на народот, тоа е гласот на вистината. Господ нека ве благослови, простете уште еднаш како ви сгреши, ја ви барав прошка, но посилно беше моите емоции за мојот син кој наистина насилно почина. Бите живи здрави, се гледаме у петок во магазинот. Добра ноќ. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.